Ето така ги видовме урбаните вести и време е да продолжиме со нашите активности. Како што најавив на почетокот на емисијата, интересни гости имаме денеска во студиото со кои што ќе разговараме на доста интересни и актуелни теми. На 12 мај, односно во недела, во Скопје, по 9 пат ќе се одржи веќе добро препознатливиот традиционален скопски маратон, а по тој повод денеска во студиото со мене се маратонецот Александар Кираджиев и Ѓоко Кузмановски, председател на организациониот одбор. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Добар ден. На самиот почеток, она што секако би било интересно за нашите гледачи да го слушнат, да го дознаат како информација, уште не само неколку дена до одржувањето на маратонот, дали се подготвено што се однесува до организација? Повелете. Организацијата тече веќе од октомври месец и ние сме спремни да стартуваме уште утре. Денеска и во текот на утрешниот ден завршните работи се подготвуваат, екипите се мобилни и во Сојузот на спортови, и на терен, на плоштадот, по улиците на Скопје. Јавните претпријатија од град Скопје се исто така максимално мобилни, ја подготвуваат стазата, покровителите се секогаш со нас, главниот покровител градот Скопје со неговата максимална поддршка што ни ја дава, не охрабрува маратонот секоја година да го правиме све подобар. И мислиме дека оваа година ќе биде подобар и во организациона смисла и во смисла на поголема застапеност на атлетичарите во сите дисциплини. Така, интересно и карактеристично за овој скопски маратон е тоа што веќе стана препознатлив по неговиот интернационален карактер. Секоја година земаат учество на преварувачи, односно маратонци од многу држави. Каква е ситуацијата оваа година? Има ли голем интерес? Да. Маратонот е прифатен во календарот на Светската асоциација за маратонски трчања на маратони и улични трки. Со сертификатот што го имаме обезбедено, ние се броивме меѓу маратоните на кои што Светската асоциација го определи Скопскиот маратон да биде место каде што маратонците можат да остварат норма за учество на Олимписки игри и светски првенства. И со тоа добивме во тежина на маратонот и доваѓаат маратонци од повеќе земји ширум светот. До сега, значи до денеска, пријавени се маратонци од 37 земји. Нивната бројка се однесува некаде скоро дупло поголема од минатата година. Значи имаме бројки од 170 маратонци и 600 полумаратонци на 21 километар. Пријавени до денеска има во текот на денот завршува пријавувањето на 5000 метри, до пред малку беа пријавени околу 3000 учесници. 600 се пријавени на мини маратонот за деца. Така да вкупната бројка оваа година на маратонот во сите овие трки ќе изнесува околу 4500. Минатата година, за информација на гледачите, беше 3400. Така, со тоа што оваа година има на себе, како што кажавте самиот, двојно поголем број на заинтересирани учесници, тоа значи дека популарноста и рейтингот на маратонот расте. На што се должи ова? Па пред се должи, мислам, на добрата организација. Дестинацијата Скопје е веќе препознатлива. Скопје оваа година го одбележува јубилејот 50 години од Светската солидарност за обновата изградбата при земјотресот што се деси во 63-та година. Скопје е препознатлив и како туристички центар. Маратонците доваѓаат за да остваруваат резултати добри, да ги подобруваат своите резултати, да се постигнуваат рекорди. Препознатлив е и по тоа што Скопје од почетокот навака постојано расте и интересот е голем кај маратонците да дојдат да видат и нови покрај тие што раскажуваат за минатата година. Така да и љубовитноста е тука голема, дружењето пред се, меѓутоа кај маратонците и полумаратонците пред се резултатот. Така, веќе ги споменавме маратонците, јас би сакала тука нека да еве збор да му дадам и на Александар. Интересно е тоа што секоја година учествуваш на Скопскиот маратон. Какви се подготовките? Што се е потребно за еден маратонец за да има во припреми или во подготовки за да може да излезе на трката и да постигне резултати? Вака, на почеток да ви заблагодарам за поканата за учеството. Во првите 4 години учествував на најкратката на дистанца што е за рекреативната на 5000. 3 години потоа учествував на полумаратонот
и се одлучив оваа година да земам учество на целиот маратон, односно на 42 километра. Се охрабри. Да, се охрабри, некако и решив, значи, искрен да бидам, со самото завршување на ланската полумаратонска трка, одлучив, значи, прелиминарно дека ќе настапам на оваа година, дека ќе настапам на целиот маратон. Влогот е голем. Значи, влогот е голем од аспект на припреми, од финансиски аспект, од ментален аспект, значи голем е влогот. Маратонската дисциплина не залудно важи за најтешка атлетска дисциплина. Ја би рекол и најтешка, една од најтешките можеби спортски дисциплини. Па сакам да пробам еве на мојот дебитантски маратон како тоа изгледа. Доволно сум искусен, значи 15 години сум веќе во атлетикава. Сакам да се пробам и на маратонската, особено што се работи за домашна сцена. Така, дали имаш некое позначено достигнување до сега за овие 15 години колку што спомена? Па има многу надпревари, конкретно за Скопски маратон. Најдобриот успех ми беше 2011 година, кога во апсолутен пласман бев второпласиран. Од македонците бев првопласиран и тоа е еден така успех што ми дава тежина, да речем, во спортската кариера. Инаку повеќе трки во странство имам учествувано. Од тие што можам да ги издвојам како подобро пласиран, беше трката полумаратонската трка во Виена, каде што бев 15-ти во апсолутен пласман. Така, она што го спомена беше учесник на трката во Виена, може ли да направиш некаква споредба да слушнат нашите гледачи на каква ниво е нашиот скопскиот маратон во однос на другите маратони? Дали може да се каже дека оние посебни карактеристики кои што би требало да ги има секој маратон ги задоволува? Со задоволство можам да направам една паралела. Во повеќе наврати имам споменато дека Скопскиот маратон во регионот, според мене и според многу луѓе и спортски работници, е број 1 маратон. Так. Значи, Скопски маратон има за прв пат воведено чипови кои што го регистрираат времето на преварачите. Од оваа година има и онлайн уплата, кои што маратони и преку 30 на години кои што имаат традиција го немаат. За прв пат го има Македонија, мислам Скопскиот маратон и Македонија како земја. И се повеќе напредува, паралела да речеме со еден Виена полумаратон или Прага каде што имам учествувано, или Берлин оваа година учествував на полумаратонот. Значи сме многу блиску, да не речам дури на исто рамниште, со тоа што спортската култура се надева, ми гледам светло точка дека се повеќе напредува, за жал на ниско ниво за разлика од големите европски земји, меѓутоа тоа што фали кај Скопски маратон, односно не од аспект на организација, туку од аспект на спортска култура, е излезноста на луѓето по улиците на Скопје. Значи, ако ви кажам дека на еден маратон од калибар на Виена, Прага, Берлин, каде што сум учествувал, има околу пола милион, според некои статистики, излезени луѓе на улица за да ги бодрат атлетичарите. Во Скопје едва 200, 300, 500 преку сила има места по скопските улици каде што воопшто нема излезено, и апелирам секоја година и ова ги замолувам едноставно жителите на градот Скопје да излезат. Значи не се работи за 9 часот дека е рано, дека не знам не е возможно да се излезе или пак дека е топло. Тука едноставно доколку го сакаат спортот и сакаат да ги поддржат своите луѓе кои што трчаат или ги знаат, ги познаваат на Скопски маратон, да излезат и да дадат својата поддршка. Тоа е главната разлика, инаку не многу се разликуваме, секако тука е нели од финансиски аспект, меѓутоа тоа не зависи од Скопскиот маратон, туку зависи од низа други фактори. Така се приклучувам кон вашиот апел, еве и од моја страна апел да сите наши сограѓани да излезат во недела на улиците и да ве поддржат сите вас кои што ќе бидете учесници на Скопскиот маратон. Интересна е тимбилдинг трката во која што учество земаат компаниите и институциите. За каква трка станува збор? Станува збор за учество на трката на 5000 метри, каде што компаниите, училиштата и други кои што имаат повеќе вработени или членови, можат да учествуваат на трката со неограничен број, меѓутоа во бодувањето за екипен пласман, значи тоа екипен пласман, се извлекуваат 4 најдобри времења од нивните учесници и се добива ранг листа од прво до тамо 20-то место, колку ќе има екипи, можда и до 50-то. Очекуваме со тоа да ја популаризираме ова
која што е и хуманитарна трка исто така, да земат учество повеќе граѓани, повеќе ученици, повеќе студенти, да го зголемат бројот на учеството, а самите себе си да си направат предизвик да можат да ја поминат таа трка од 5 километри, која што, еве, јас само ќе ги охрабрам да им кажам дека 5 километри и со одење да ја изодат, за 1 час ќе изодат, бидејќи нормално одење 5 до 6 километри на час. Значи, малку да трчат, малку да одат, за помалку од 1 час ќе ја завршат трката, а тајмингот за оваа трка е 1 час. Значи, повелете, дојдите, учествувајте, ќе се учествувате бодро, весело, убаво, ќе се дружите со многу луѓе и ќе биде поттик за наредната година малце повеќе да се подготвуваат и да бидат во првата половина. Така, тоа значи дека и оние кои што не може да се пофалат со некоја голема физичка подготвеност, може да дојдат на хуманитарната трка, да земат учество и секако да дадат поддршка. Каде ќе да бидат и средствата од хуманитарната трка? Пријавувањето, само да споменам дека пријавувањето за оваа трка трае во текот на целиот ден, односно до 18 часот. Иначе средствата што ќе се обезбедат од оваа трка ќе бидат донирани во детската болница и во уште некое здружение за деца со посебни потреби. Тоа го правиме секоја година и на други активности, како што беше женската трка во паркот и така натаму. Ние сме хумани, ние преку спортот сакаме да помагаме да го развиваме и туризмот, кој што и те како е добре дојден за земјава во ситуацијата која се наоѓаме и во таа смисла имаме, мислам, така упатувани прилично добри забелешки, добронамерни забелешки дека треба да продолжиме на тој пат. Ние тоа го правиме и овој пат 5000 метри е хуманитарна трка и средствата што ќе бидат собрани ќе бидат упатени онаму каде што најповеќе се потребни. Така, што е со детската трка? До која возраст најмногу може да се пријавуваат? Детската трка е за основните училишта. Листата, мислам, е 600 веќе пополнет е бројот. Тоа се ученици од основните училишта од Скопје, но имаме и уште и од неколку училишта од неколку градови од Република Македонија кои што ќе дојдат со минибусови, веќе се најавени и таа ќе се шири. Во иднина веројатно од цела Република ќе може и организирано да пристапиме да доаѓаат деца да учествуваат на таа трка, кои што ќе им се овозможи да пак во наредните години кога ќе пораснат да учествуваат на 5000 метри на полумаратон. Значи од децата сакаме да направиме визионери за да учествуваат во спортот, да се занимаваат со спорт, бидејќи тоа е здравје, тоа е добар живот и тоа е напредок на државата. Така, тоа значи во недела се ќе биде во знакот на атлетиката. Недела во 9 часот, стартот е пред Путник, бивши на улицата кај што се крстосува Иво Лорибар и Македонија. Ќе биде вриеш од народ, од спортисти, гледка неверојатна, ги поканувам сите граѓани на град Скопје, не само на стартот и целта која што ќе биде на плоштадот Македонија, по улиците на Скопје да излезат, како што и Александар забележа, во светските метрополи. Една од убавите работи е покрај добрата организација да има и публика, бидејќи така и е комплетен маратонот. Минатата година, да спомнам само, кога заврши маратонот, господинот Трајановски, градоначелник на Скопје, воските на организација Ѓокове све убаво вика, ама како бе да направиме народот да излезе? Градоначелник треба да ги повикуваме, веројатно година во година, тоа ќе се подобрува, расте и тоа така и се прави. Првите трки, например, ние имавме и проблеми. Зошто се затворени улиците, па јас ќе закаснам на свадба и така натаму. Сега, задниве години ги немаме тие проблеми. Така, тоа е сепак нели еден путтик за вас организаторите, секако дека добро е прифатен маратонот, нели како што самиот кажавте, со текот на годините кои што поминуваат. Она што е исто така интересно да го нагласиме, може ли да ни кажете маршрутата по која што ќе се движат маратонците? Да, па вака глобално маршрутата почнува од улицата Иво Рибар пред Путник, како што реков, односно Рекорд, повеќето го знаат. Се движиме во правецот на плоштад Слобода, па десно по улицата Свети Климент, покрај Соборниот храм, до владата на Република Македонија, па лево по Илинденска, до Карпош, па лево Студентскиот дом, па десно Хром,
па назад по ИВВ Рибар, Автомотосојузот, низ центарот до Тутунскиот комбинат пред рампата Кисела вода, па лево школа 11 октомври, па десно тамо до општината Низ Јане Сандански. низ булеварот Јане Сандански, излегуваме до семафорите кај Ново Лисиче и назад до плоштадот, тоа е еден круг. 2 круга е маратонот. Так, сигурна сум дека сега веќе кога знаат сите наши гледачи каде ќе се движат маратонците, ќе излезат од своите домови и ќе бидат дел од маратонот, ако не со учество, со директно учество, барем со индиректно учество, нели? Би сакала, Александар, тебе да запрашам. Спомена дека веќе долго време се занимаваш со атлетика, меѓутоа што е со нашите гледачи кои што би сакале да речеме од утре да почнат да се занимаваат со овој спорт? Што е потребно? Дали е потребна само желба или пак има тука и нешто друго? Добро, тие што сакаат баш од утре да започнат или од денеска, или без разлика, значи во блиска иднина да започнат, значи што би им препорачал прашањето? Така, да, што им е потребно? Дали им е потребна добра подготвеност, физичка кондиција, дали годините играат некаква улога во успехот кој што на крајот ќе се постигне? Видите, не треба луѓето некако да се ограничуваат дека со самото започнување треба да бидат веднаш професионалци во тоа што го работат и дека треба да постигнуваат резултати на, да речеме, еве конкретно на Скопски маратон. Значи во светот луѓе што вистински се она што да речам бркаат резултати на еден Берлин маратон ќе го речам, тоа се да речеме 1000 луѓе, а учествуваат 50.000 луѓе. Значи останатите луѓе се рекреативци, луѓе што сакаат едноставно здраво да живеат и да имаат здрави навики. А луѓето ги охрабрувам да почнат со трчање затоа што ја тоа не можам да го објаснам како да речеме феномен. Не е феномен, меѓутоа не можам да го објаснам зашто трчам. И ретко луѓе може да го објаснат тоа. Ја ги охрабрувам луѓето да почнат, како што и со било која друга работа се почнува за да се види ефектот и да се види како тоа имплицира на самиот човек, да почнат да се занимаваат со трчање, затоа што според мене трчањето е најблагородната, најубавата работа која што постои. И секој спорт кој што бара нели физичка активност, да речеме во основа е трчање, а се друго останато е техника. Луѓето едноставно да почнат трендот на трчање во Скопје и во Македонија веќе на голема врата навлегува, на моје огромно задоволство и на задоволство на луѓето спортските работници. Се повеќе можам да забележам луѓе на кеот на Вардар, на Водно, во парк Газибава, парк Шумата Газибава, и гледам дека веќе и по другите градови, не само Скопје како метрополи, во другите градови веќе се организираат мои некои познаници, така некои мини групи договараат термини во 5, во 6 ќе се најдеме, во сабота, во недела се организираат. Значи многу едноставно, не бара сала, не бара, не знам, било какви услови, значи многу едноставно, а многу е голем бенефитот. Така, што е со исхраната? Еве зборуваме за професионалец како што си ти. Игра ли исхраната никаква голема улога во крајните резултати? Апсолутно. Значи исхраната игра, ако не и најголема улога после тренингот. Јас не од секогаш сум се хранел како професионалец, не можам да се наречам, меѓутоа како спортист кој што професионално се занимава со атлетика, значи како помал и самите услови не дозволувале нели да се посветам така на исхраната, меѓутоа како поминува времето, како навлегуваме во таа литература која што се однесува на нутриционизмот, како моите желби и апетити растат за резултати, како резултатите се подобруваат, така гледам дека голема улога има исхраната, значи да речам и една од најголемите фактори за вистински резултат. Ме прашувате конкретно за исхраната, што, како или само општо дека дали игра? Не, општо, каква улога игра исхраната? Би сакала да ве запрашам еве некаде пред крајот и колкава е вашата конкуренција на овој Скопски маратон? Сметате ли дека ќе треба многу да се потрудите? Сметам дека треба да многу да се вложам. Конкуренцијата домашна и не е така нешто страшна, зборам за мене, мислам колку ова како и да звучи. Не е нешто така страшно, меѓутоа сранската конкуренција на што се вика апсолутен пласман е јака, значи стартна линија, има најавено тројца кеници, има најавено луѓе кои што секогаш нели доаѓаат тука, унгарци, молдавци, руси, французи, секогаш има тука и секогаш има јаки надпреварувачи, срби, мислам од регионот тука секогаш доаѓаат. Значи ќе треба стварно да се потрудам и секогаш нели спортска среќа доколку ме прати, доколку има добри временски услови, се надевам дека ќе направам најдобар резултат од
домашните надпреварувачи кои што учествуваат од реафирмирањето на маратонот, тоа е 2 часа и 39 минути и 25 секунди. Се надевам дека ќе го надминам тоа време, се чувствувам во некоја оптимална подготвеност, добар тренинг, добра форма. Мислам дека ќе биде јако. Така, твојот ентузијазам и оптимизам навистина се чувствува. Можеме да го почувствуваме тоа и ние, сигурно и нашите гледачи како почувствуваат. Се надевам дека ќе постигнеш високи резултати, за кои што повторно пак ќе се видиме во оваа студија и ќе зборуваме. Би сакала да ве запрашам, господине Ѓуко, околу наградниот фонд. На колку е наградниот фонд? Наградниот фонд е околу 10.500 евра, тоа е задните 3 години не го менуваме, затоа што не сме во можност. Иначе голема беше нашата желба да го дури да го дуплираме. Меѓутоа, такви се условите на стопанисување и такви се условите на прибирање на средства во маратонот. И покрај тоа што сме пониски со награди од другите во регионот, сепак масовноста се зголемува и тоа не охрабрува да си констатираме самите за себе, па и не е све во парите, мада маратонците треба да добијат пари, ние ги наградуваме, значи прво класираните во машка и женска конкуренција на маратонот имаат по 1700 евра и надолу до 5-то место за жени, до 10-то за мажи. Најдобрите македонски атлетичари, маратон, полумаратон исто така добиваат парични награди. Сите учесници во маратонот и полумаратонот добиваат медали при завршувањето на трките и првокласираните во сите категории машки и женски добиваат пехари. Така, она што е интересно за мене, можеби и за гледачите, е тоа што неутамно се случи женската трка, која што беше нели во состав на Скопскиот маратон. Зошто е потребно да се организираат едни вакви женски трки? Дали тоа значи дека се помал станува бројот на жени кои што се пријавуваат, па на никој начин треба да се подигне свеста кај жените дека треба и тие да се вклучат во овој спорт? Ја би го прифатил ваше размислување. Отприлика е тоа е едната страна, значи сакаме да ги мотивираме жените кои што во многу помал број од мажите се вклучени воопшто во спортот, така и на Скопскиот маратон. Значи сакаме да ги мотивираме да доваѓаат во поголем број да учествуваат на Скопскиот маратон. Од друга страна, сакаме да прифатиме една шема светски тренд еден, кој што во сите големи градови, не само во сите големи, и во помалите, меѓутоа во сите метрополи ни светот постојат женски трки. За време на трката се јави еден маж и вели, па зашто дискриминација само жени? Па затоа што мажите учествуваат, имаме многу трки, доста трки во последно време. Мажите доваѓаат, имаат можност да настапуваат на полумаратонски трки на 10.000 метри, така натаму, кои што ги организираат клубовите главно во Скопје и така натаму. Меѓутоа сакавме да се броиме ние во метрополите што имаме покрај маратонот и женска трка. Затоа и маратонот преку Сојузот на спортови на град Скопје беа организатори на оваа женска трка која што ќе биде традиционална, но од големиот број на жени кои што изразија задоволство и барање да има повеќе такви трки, ние скоро да одлучивме дека при крај на септември ќе има уште една женска трка. Така, порано се случуваше кога жените се бунеа затоа што беа дискриминирани, сега обратно се случува, мажите се револтирани од ваквата дискриминација, меѓутоа еве охрабрување има место каде што ќе можат да учествуваат нели и едните и другите. И тука некаде пред крајот на разговорот јас би ви оставила вами неколку минути доколку имате никаква порака до гледачите. Еве ја би замолил ова што Кираџиев на почетокот рече, тоа што и минатата година го констатиравме со нашиот главен покровител, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, дека пославата карика на маратонот ни е публиката. Ги замолувам жителите на град Скопје, бабите, дедовците, па и мајките и татковците да излезат на улици, можат тој ден да го поминат и со сендвичи, не мора да се претворат во кувари дома и цел ден да го изгубат, да се излезат на улица, да аплаудираат, да го почувствуваат маратонот, бидејќи со тоа што ќе они се почувствуваат учесници во маратонот како публика, ќе им користи на самите учесници во трките да бидат по ратоборни на трките, да постигнат, да трчат подобро, постигнат подобри резултати. И да кажам дека Скопскиот маратон, покрај главната цел да го развива маратонското трчање, има цел да го развива воопшто трчањето кај народот во Македонија,
што за наше големо задоволство сите констатираме и во спортските атлетски клубови и во другите овие структури дека Скопскиот маратон го раздвижи трчањето во Македонија и за тоа сум јас многу задоволен. Така, не само да трчаат кога ќе им избега автобусот, да трчаат и на Така е. Скопски маратон. Александар, дали би сакал да додадеш нешто и ти? Сакам да додам малце зузем на кратко доколку ми дозволите, затоа што Сега. е при крај сме на нели со емисијата, да не навлеземе во терминот на вестите и така натаму, а голема е темава. Сакам да кажам дека моменталната екипа која што работи и организацијата на Скопски маратон работи се подобро и подобро од година во година и тоа е евидентно со нели рушење на секако вид на рекорди на Скопски маратон. Оваа екипа доколку продолжи понатаму да работи, се надевам дека ќе постигне уште поголеми резултати и дека еден ден ќе успееме и ја како атлетичари и организацијата да го доведеме Скопски маратон да биде во таа една наречена, затоа реков голема е темата, така наречена Bronze Label лига. Значи тоа е една лига која што има нели златна, сребрена и бронзена. Се надевам дека барем во таа третата ќе бидеме Bronze Label лига, каде што веќе ќе влеземе под капата на Светската атлетска асоциација и ќе се развива многу поголема манифестација, ќе биде промовирана на секаде низ светот, не дека сега не е, меѓутоа тогаш ќе биде ударно. Само да се плашам, се надевам дека нема да потпадне под раководство на некои квази фракции кои што еве се уваат, им се зголемуваат апетитите, како што е Атлетската федерација на Македонија, која што крајно деструктивно сака да се однесува и се однесува во атлетските кругови. Така да оваа организација доколку продолжи без било какви нели вметнувања, инфилтрирање на некои други, како што споменав, квази фракции, ќе успее се повеќе и повеќе да напредува. Доколку било кој од тие луѓе, институции се обида да се вмешаат во оваквата организација, тоа ќе биде за мене крај на Скопски маратон, нема повеќе да постои. Уште еднаш за да завршиме како нели позитивно, ги поканувам сите да излезат на Скопски маратон во недела и да ги бодрат на преварувачите. Така, јас тука никаде ќе ви се заблагодарам за денешното гостување. Александар, тебе ти посакувам победа на овој Скопски маратон. Господине Ѓуков, вам ви посакувам уште многу години успешна организација на Скопскиот маратон и секако се надевам дека повторно ќе се видиме и ќе разговараме за новите успеси на Скопскиот маратон. Уште еднаш ви благодарам што денеска дојдовте. Благодариме на вас. Продолжуваме ние понатаму со нашата редовна програма. Останете на истата програма, следуваат рекламите, потоа се враќаме.